Здраво, здраво! Во овој видео ќе ви обяснам што се тоа низи, зошто се користат, како може да се пристапи до елементите кои што се наоѓаат во низата, како можеме да пратиме низа како аргумент на функција и како можеме да пратиме повеќе вредности надвор од функцијата. Па да започнеме. Што се низи? Значи низите се група од повеќе елементи кои се од исти тип и се зачувани последователно во меморија, а истите може да се пристапат преку индекс. Зошто се користат? Се користат за чување на повеќе вредности во една иста променлива. Кога ќе ви го покажам примерот, ќе ви стане многу појасно на што мислам. Како се декларираат и инициализираат. Значи се пишува прво типот од кој ќе бидат елементите на низата. Тука можеме да ставиме некои од основни, пример int, bool, float, но исто така може да ставиме и било каков тип кој ние сме го дефинирани. Сега за сега ќе ви објаснам само за пример со integer, но истата процедура важи за било каков тип. Понатаму во туторијалите за класи и структури ќе видиме како тоа може да го правиме и со тие. Значи го пишуваме типот од кој сакаме да ни бидат елементите, потоа задаваме име на низата, како ќе ни се вика променливата, и кажуваме во вакви средни загради колку елементи ќе има таа низа. И сега бројот на елементите мора да е константна, која е позната при компилирање. Како се пристапува до елементите? Значи пристапот до елементите е преку пишување на името на низата и во средните загради се става индексот на саканиот елемент. Сега ќе ви покажам пример од неколку начини на кои може да инициализираме низи. Еве го првиот начин, кај што кажуваме само дека типот ни е integer, низата ќе ни се вика низа 0 и има 5 елементи. Вториот начин, ова уствари значи дека сите елементи на оваа низа ќе бидат нули. Низа 2 ќе ги има елементите 1, 2, 3, 4 и 5. Низа 3 ќе има 1, 2, 3 и останатите ќе бидат нули, бидејќи веќе сме кажале првите 3 елементи кои се. И низа 4 ќе има 3 елементи. Приметете дека ваму не е зададено колку елементи има, но бидејќи ја инициализираме низата, од овде компилерот ќе може да заклучи колку елементи треба да има низата. Ајде сега ќе ја пуштам програмата чисто колку да видиме во меморија како изгледа тоа. Ова е memory view. Доколку го немате, сега ќе ви покажам како може да се го уклучите. Значи, еве сега е исклучено. Ваму горе може да пишете memory и еве го прозорчето. Сега ни се отвори. Сега не ми требаше веќе. Тука можеме преку пишување на името на низата, бидејќи е покажувач кон првиот елемент, можеме да видиме што има во меморија на таа локација. Па ајде да видиме што има на низа 0. И можеме да видиме дека има CCCC. Ова уствари значи дека имаме неинициализирана меморија. И бидејќи интеџерот во овој случај ни е 4 бајти, тука треба да имаме 4 по 5, 20 бајти. Значи, ова ќе ни биде еден елемент, ова е друг елемент, ова е трет елемент, четврт елемент, петти елемент. Ајде сега да видиме како изгледа низа 1. И еве како што можеме да приметиме, едниот елемент е се нули, другиот е се нули, ово е исто така се нули и се нули. Ајде да видиме низа 2.
Сега можеме да приметиме дека во низа 2 имаме 1, имаме 2, имаме 3, ајде бе, 4 и 5. Сега може да приметите дека имаме 1 и после него нули. Ова е така бидејќи се користи little endian за пишување на вредностите во меморија. Ова нема сега да го објаснам, ако ве интересира, срчнете на Google и ќе видите што значи тоа. И еве и за низа 4 да видиме. И еве имаме 1, 2 и 3. Ајде сега да видиме како можеме да пристапиме до елементите во низата. Тука во Locals може да ги видиме низите и да видиме што има внатре. Значи еве, во низа 1, овие се рандом вредности, што значи дека е неинициализирано. Што ми имате некоја огромна вредност без врска, не сте ја инициализирале променливата. Во низа 1 можеме да видиме дека сите се нули. Во низа 2, 1, 2, 3, 4, 5. Во низа 3, 1, 2, 3, 0, 0. И во низа 4, 1, 2 и 3. Значи, ако сакаме да пристапиме до елемент во низата, како што спомнав предходно, го пишеме името на низата и го кажуваме индексот на елементот. И сега, треба многу да се води сметка на тоа дека во C++ индексите во низа индексите секогаш започнуваат од нова. Значи, ако имаме низа од 5 елементи, индексите ќе идат од 0 до 4. Значи, ако кажеме низа од 2, тоа значи дека не го зимаме вториот елемент, кога го зимаме третиот. 0, 1, 2. Ајде да видиме кој ќе ни биде тој елемент. Тој елемент ни е 3. Ајде да видиме што ќе ни се испечати. Добро. И еве, тука имаме тројка. Што и ни беше очекувано. Што ќе се случи ако излеземе надвор од низата, ќе видиме понатаму. Уствари, ајде да видиме уште сега. Најчеста грешка што се случува е луѓето да пробат да го земат крајниот елемент, при тоа излегувајќи надвор од низата, бидејќи како што спомнав, индексот ни иде до 4 во овој случај, а сега ставаме 5. Ќе се избилда одново програмата и ќе се стартне. Значи до тука си е окей и сега кога ќе стиснам да ја изврши оваа команда, ни испечати рандом бројче. Во некој случај може и да ни крашне програмата и да ни каже index out of range, но во овој случај тоа не се случи. Ова може да биде многу опасно со низи кога се работи, бидејќи ако излезеш надвор од низата, можеш по грешка да презапишеш некои податоци и дури може и да ти се случи да го крашнеш цел систем ако направиш некоја ептен голема глупост. Но сега за сега не се замарете за тоа. Ајде да продолжиме. Името на низата е покажувач кон првиот елемент. Ако не знаете што се тоа покажувачи, видете го претходното видео, покажувачи и референци. И така можеме да направиме еден покажувач кој ќе покажува кон низата 2 и ќе оставиме тука. Сега, ова не ми треба. Можеме да го испечатиме елементот со индекс 0, така што ќе земеме вредност. Значи ова вика земи ја вредноста на таа адреса. Ќе испечатиме и адресата, тоа е вредноста која се чува во покажувачот и одиме во нов ред. Вториот елемент и сега тоа што е интересно со покажувачите е дека можеме да правиме плюс плюс и минус минус.
Тоа значи зголеми го за еден покажувачот и ќе иде на следната адреса. Сега кој ќе ги видиме адресите, овде не го зголемувам уште еднаш, бидејќи еднаш веќе сме го зголемиле тука. И сега ќе имаме коректната адреса. Ајде сега да видиме што ќе ни испечати ова. Значи очекуваме 1 и 2. Да, тоа го очекуваме. Ама, дај да го тргнем јас ова да не ми прави некои глупости. Еве ги испечативме тие двете и ајде сега да видиме што имаме тука. И еве на индекс 0 имаме 1 и ова е адресата во меморија на која се наоѓа тоа. А на индекс 1 имаме 1. На 0 имаме 1, а на ова треба да имаме 2. Сколемо го за 1. Значи адресата е сколемена, а ова пак ни покажа глупост. Изгледа дека прво ни ја зимаше вредноста, па после го зголемуваше. Мислев дека заградите ќе го решат тој проблем со приоритет на операторите, но изгледа дека не го решија тоа. Па затоа прво ќе го зголемам, па после ќе земам вредноста. Сега, оно што може да го приметите тука е дека адресата стартна ни е оваа и сега не се зголемува за 1. Значи од 8 рипа на C. C е уствари хексадецимално, што во декадно ќе ни дојде 12, што значи дека се зголемило за 4 бајти, а тоа е така бидејќи нашите елементи во низата се од тип integer, што зафаќа 4 бајта. Добро, тоа на страна. Исклучиме тоа. Индексирање надвор од низата, ова веќе го видовме. Да го ставам тука. И ајде сега да видиме како можеме да пратиме низа како аргумент на функција. Еве тука ќе направиме една функција. Ќе ни пресметува просек, ќе прима. Сега низата може да ја пратиме вака, како покажувач, и секојаш кога ќе имате некои вакви функции, мора да ја кажеме и колку елементи има таа низа. Сега, за да го пресметаме просекот, ќе ставаме вака. Значи треба прво да ги собереме сите елементи и да ги поделиме со бројот на елементи. Само да ви покажем и вториот начин. Другиот начин е наместо покажувач да го ставиме знакот за низа вака. Ајде, ќе идеме со овој начин. Значи со еден for циклус. Значи тоа е помало од бројот на елементи. И плюс. Низа. Звезда низа.
И сега може тук да стане плюс, ама да не се сбуниме. Айде. Тук ќе стане плюс, да оди на следното. После това треба да направиме подълго. Еднакво на просек поделено со број на сега тука треба и да имаме проверка ова да не е еднакво на 0, ама тоа ќе го прескопнем сега и ајде сега да ја тестираме нашата функција. Ќе ставим еден breakpoint тука. Значи ќе си направиме една низа со float децимални броеви ќе ја крстиме и ќе има 5 елементи. 1, F. F-от значи дека е float. 2 точка. Шоквичишти. Да. Заборави да му кажем дека ова ќе биде низа. Добре, еве ни е сега низата. И сега ја викаме функцијата prosec. Ајде директно ќе го испечатиме тоа. Децималните броеви и петка, бидејќи толку елементи имаме. Ајде да видиме што ќе се случи. Кај има грешки. Prosec must return a value. Да, не беше лошо да го вратим ова. Ајде ќе стане и проверката. Ако имаме број на елементи, тогаш направи го ова. Ако не, ништо. Ајде F7 за одново да се избилда. Да, помена. Овој breakpoint не ми треба веќе. И ајде сега да влеземе внатре во функцијата да видиме што се случува. Значи еве го просекот е сега 0. Бројот на елементи е 5 и ја имаме низата. Може да забележите дека само еден елемент гледаме, бидејќи ова ни е уствари покажувач кон првиот елемент. И сега го земаме првиот елемент, го додаваме на просекот, го зголемуваме покажувачот да покажува на следното. Ова не ни треба. И еве сега гледате дека ќе земе другата вредност и ова ќе се случува се дори имаме елементи. И на крај оваа вредност за просекот ќе ја поделиме со бројот на елементи. Така ќе го добиеме просекот и ќе го вратиме назад. Пошто ќе се испечати. И сега ајде да видиме дали истото ќе функционира ако наместо вака имаме вака. Значи очекуваме 3.16 или колку и да беше. Значи било да помена. И ќе си дојде овде. И ќе си го врати и просекот е 3.16. Како ќе изгледаше функцијата за просек доколку не користевме низа? Тоа е добро прашање. Во овој случај имавме 5 децимални броеви, да кажеме. Па тогаш ќе требаше нашата функција за просек тука да ги прима сите 5 променливи. Што значи дека ќе ни ја направи функцијата огромна
И замислите го случаят кој ќе имате 50 променливи, 100 променливи, 200, 1000. Зар ќе ги пишете сите една по друга? Не. Затоа се користат низите. Ајде сега пример да напишеме една функција што ќе ни врати повеќе вредности. Ова пример. Еве, глуп пример ќе дадам, чисто колку да видиме како функционира тоа. Ќе напишем една функција што ќе враќа 3 цели броеви. Значи ќе кажеме дека ќе врати низа и вака нешто ќе биде. И ќе имаме сега ќе направам тешка глупост, но барем ќе видите што ќе се случи. Ќе направиме интеджер низа, која ќе биде со 3 елементи. 3. И ќе вратиме низ. Тука не би требало да имаме проблем, така? Тоа е тоа што си мислиме, но ајде да видиме што ќе се случи уствари. Еве, std cout. Уствари ќе имаме еден покажуваш звезда низа. Нека ни биде 3 цели броја. И да видиме што ќе имаме во покажувачот. Ајде да пробаме да испечатиме. Низа. Ќе има празно место. Плюс низа. Ни треба вредноста. Исто и тука. Уште едно. И ајде да видим што ќе се случи сега. Ова веќе не ни интересира. И ајде да видиме низа зошто има некои глупости, што си мислите. Значи, за низа добивме 3, 3 и 3. А тука вративме 1, 2 и 3. Зошто тоа се случи? Тоа се случи бидејќи ние кога ја креиравме низата и ја вративме назад. Ама оваа низа тука ќе ни се уништи и кога ќе се врати можно е по случајност да е уште присутно во меморија некаде, но тоа ќе биде чиста среќа. И за да го избегнеме овој проблем, можеме да направиме нешто вака. Значи, оваа функција ништо да не враќа, ама да прима интеджер низа. Еве вака. И сега треба да знаеме и колкава е таа низа. Или исто така може да се викува должина. И сега најчесто низите вака се користат со for циклус и кажуваме во низа оди, еве ќе оставиме и на крај ќе имаме од 1 до 5. Ова ќе се деси и на крај не имаме никакво враќање. Тоа е тоа. Сега да ја испечатиме низава, ќе искористам исто ова.
цели броја. Значи ми треба int низа. Има. Ајде. Зошто кажав 5 преска? Нема врска. 3. Ќе ја прима низа со 3. Добро, сега наместо ова ќе го имаме циклусот, кој ќе ја мине целата низа. Должината ни е 3 и само ќе правиме std cilt низа од std. Добро, и во нов ред да ни одат. Ајде сега да видиме што ќе се случи. И ево има 0, 1 и 2.